Дали да се повлече човекот што е вработен или функционерот е семејна одлука. Ова го вели министерот за информатичко општество и јавна администрација Дамјан Манчевски, според кого не се работи за прекршување на закон, туку за морални вредности. Мораме да ги гледаме случаите посебно. Ако се работи за било какво прекршување на норми и правила, овде не се работи за прекршување на закон, овде се работи за прекршување на етика, може да кажеме. Ние викаме дека некој треба да се повлече. Дали да се повлече човекот што е вработен или да се повлече функционерот. Не е лесна одлуката, секако се работи за семени одлуки. Инаку дали се работи за прекршување на закон при бројните вработување на блиски на функционери, треба да одлучи Државната комисија за спречување на корупција, за чија одлука министерот Манчевски вели дека ќе ја почитуваат. Тој додава дека дел од членството е повикано да поднесе оставки, а побара истото да го сторат и другите политички партии. Претходно председателката на антикорупцијска изјави дека оставките на блиски роднини на функционери нема да ги затворат отворените истраги против нив. И додека се чека да надвладае моралот и етиката, но и да почнат делење на отказни решенија, на површина исплива уште еден случај на непотизам. Деновиве во Царинската управа се вработил и братот на пратеничката од Виница. Во меѓувреме пак, пратеничката од Делчево Мира Стојчевска на социјалните мрежи сподели дека од новите работни позиции во шумска полиција и РЕК се повлекуваат сопругот и брати. Засега нема информации дали синот ќе ги следи стапките на таткото и вујкото или ќе продолжи со работа во Елем.